Здраво на сите, добре дојдовте на уште еден подкаст на каналот Татунчо. За сите оние кои што ќе го гледат ова видео, нагласувам дека ова видео е снимено, значи кога ќе го гледате, веројатно ќе гледате премиера, а не видео во живо, така што евентуално во коментари можете да го дадете вашето мислење. Наспроти мене денеска е едно ново лице, Огнен Спировски, паметен човек, доктор на науки, со кого ќе зборуваме, значи, за неговата работа, за неговата професија и за неговиот научен труд. Огнен, бидејќи нашата публика прв пат те гледа, мало представување, значи со што се занимаваш, во кои области си активен и се она што мислиш дека е важно за тебе. Здраво живо, благодарам на поканата да бидам тука. Ја сум Огнен Спировски и на моменти се подпишувам со ДР пред својот надимак, ама уште не сум доктор, докторант сум што се вика, или ти работам на својот официјален докторат. А темата на докторатот, најопшто кажано, е анализа на народни песни со информатички алгоритми, поконкретно со биоинформатички алгоритми до сега, а има и други кои што ги работиме, треба тек да се издадат. Ама генерално би збореле за анализа врз народните песни или врз записи од народните песни, кои што се објавувани во последните 2 века, значи пред се збориме за македонски народни песни, иако околу текстовите нивни може да збориме и пошироко јужнословенски. Меѓутоа, отом потом, за мелодиите до сега тоа што го имаме работено е пред се со македонски, ама ќе навлезам у тоа, како да кажам, малце понатаму. Тоа е кратко, како да кажам, инфо за што работам моментално и зашто сум тука, иако веројатно има уште неколку интересни работи што може да се кажат, ама, како да кажам, ќе ги оставиме за друг пат. И сега, спомна неколку работи, имаме тема на твојот труд и имаме научен метод. Спомна некои работи, значи алгоритми, биоинформатика спомна, или ако не знам дали те уловив добро, те молам ова малку подобро, значи методот што го користиш при овие истражувања, а подосна нели ќе се надоврземе на тоа до какви сознанија досега имаш дојдени. Така, значи во првото до сега објавено истражување користиме биоинформатички методи за порамнување на секвенции од гени или протеини, што се користат во генетика, односно биоинформатика, па веќе 40 на години посекако, и се во суштина основата наша со која што сме успеале, како да кажам, кодирачкиот дел од гените, кои што се некогаш навистина долги, се десетици, дури стотици илјади секвенции од онакви букви, да ги анализираме или поточно да ги споредуваме и да наоѓаме сличности и да пратиме како еволуирале тие гени, кои им се во нив споделени мотиви, кои се, како да кажам, варијанти на гени, кои се мутации во нив. Сето тоа практично во последниве 30 на години секако се прави со помош на тие алгоритми. Претходно се правело и со некакви лабораториски молекуларно-биолошки технологии, меѓутоа во моментот тоа се прави со се пософистицирани варијанти на процесирање на податоците, кои што се веќе некако дигитални, значи информатичките алгоритми тука се главниот на некој начин, како да кажам, полеснувач на работата. Така што ние ги користиме тие алгоритми за да споредуваме секвенции од ноти, кои што се дел од мелодии запишани во петолинија, меѓутоа нас не интересираат само висините на нотите и ги представуваме исто како секвенца од символи, и можеме 2 секвенции на мелодии да споредиме и да некако анализираме повторно нивна еволуција, или поконкретно можеме да пратиме нивни некакви филогенетски врски, за кои што веќе има серија на алгоритми кои што може да ни визуализираат или да ни представат на некој таков визуелен начин блискости, како дрва на сличности, што во суштина е прилично корисно, особено како што расте количеството на секвенции, односно мелодии што се споредуваат.
бидејќи секако со 2, 3, 4, 5 некој музиколог би го направил тоа одлично, подобро отколку алгоритам, и со 100, 500 илјада, неколку илјади веќе станува вон доменот на возможното за луѓе да го направат, а алгоритмите би ни пружиле таква некаква филогенетска, генеалошка врска, условно кажано, врска на некакви сличности во секвенците на мелодиите, така што тоа е идејата во позадина и тоа е тоа што да го имаме направено до сега, а го имаме направено врз корпус од народни мелодии од Македонија, кои што вклучуваат и црковни напеви и од Македонија и од Русија, и практично имаме неколку класи на сличности најдено меѓу народните и црковните, и народните и црковните од Македонија и од Русија заедно. Така што, како да кажам, има неколку подрезултати за кои што можеме да збориме чисто во тие анализи со биоинформатичките алгоритми, во кои што сепак ќе мора да се зборува за малце по различен музичка содржина, бидејќи, како што кажав, се работи и за народни мелодии, и за црковни, така што ќе треба да дообјаснам, а во еден момент ќе вклучам и, како се вика, екранот, презентација, тоест од трудот, кај што ќе може ова за кое што го зборам да го видиме малце поубаво. Едно подпрашање уште малку кај средството, значи каква технологија, каква физичка технологија се користи за ова? Ке ми простиш, можеби моите прашања се лаички, ама се лаички затоа што сакам да се потпрам на твоето знаење, затоа што ти ми го прати трудот, ама мојата неукост во материјата како пред еден белзит ме исправи, така што каква технологија се користи, значи освен класичниот компјутер, претпоставувам има и нешто дополнително за да може да се прават овие анализи. Не, ништо такво, тоа е софтвер, има поконкретно еден програмски јазик, иако не е во суштина базирано на програмскиот јазик, алгоритмите може да се применати преку други софтвери, меѓутоа главното нешто кое што ние го имаме искористено е програмскиот јазик R и целите анализи се чисто дигитални. Значи, единственото нешто што е, да речеме, доменот на аналогниот свет е толкувањето на мелодиите од нотните записи, или тоа луѓе мораме да го направиме, да ги претвориме нотните записи во секвенца од букви. Така што мислам дека можеби сепак е најдобро веднаш да уклучам делот да може да се види како практично изгледа нештото, само што не знам дали и колку сега веројатно се гледа, така? Се гледа, да, одлично се гледа. Значи идејата е дека некако, ако имаме повеќе од еден запис на истата песна, односно варијанти на песна, што можеме да ги видиме овдека, на Абре Кольо, Мамин Кольо, две варијанти под Василевиќ и Линин, можеме да направиме, да ги претвориме во секвенца на букви нотите и под прилика вака изгледаат нотите и буквите, тоа е прилично дел од ова е стандард во како кажем, во западна нотација на ноти, и кога ќе ги запишеме нотите вака, можеме да ги искористиме алгоритмите за да направат вакво порамнување, односно да видиме каде се, не е ова 100% точно едно порамнување, односно за различни параметри, ќе добиеме различни порамнувања, меѓутоа да не навлегувам во тоа сега, можеме да добиеме едно потенцијално порамнување на овие две секвенци, и алгоритмите ги бараат, условно кажано за тие верзии на параметрите, овој алгоритам го дава на вистина оптималното порамнување, што музиколошки не мора да е на вистина идеалното, ама за секвенции и дистанци меѓу нив е. Во секој случај, значи, главната човечко аналогна работа е практично да ги претвориме нотните записи во ова, после тоа се е дигитално, и како што кажав, делот тоа се прави во софтверот R, и се добрата работа со тој софтвер
R или програмскиот јазик е што за него има буквално еден куп научно верификувани програмски библиотеки, кои што значи дека имплементацијата на алгоритмот е веќе валидиран во научната фела, публикувана, го тестирале луѓе, полно од нив се тука веќе долги години, накај децении. Или со други зборови сме навистина сигурни ако сакаме да презентираме резултати од вакви алгоритми, со овие библиотеки методологијата ни е сигурна, ја користи цел свет малтена. Секако не е единствен софтверски пакет, ја го имаме правено и со други, кои што овозможуваат порамнување на повеќе мелодии, тоа секвенци, пошто ова е само порамнување на две секвенци. Постојат алгоритми кои што порамнуваат повеќе секвенци, така што во друг софтвер си имам поиграно и со тоа, меѓутоа тоа не е репортирано тука. Ама го кажувам сега тоа за да се знае дека секвенците постои едно вакво споредување на парови, за кое што може да се каже дека алгоритмите пресметуваат идеално порамнување, додека тоа на повеќе секвенци, 5, 6, 10, колку и да е, не може да се каже дека алгоритмите пресметале идеално. Има многу варијанти, како да кажеме, на неколку нивоа тоа нерешен проблем, дури и нерешлив. Така што потом, ама ние користиме значи скроз дигитално имплементиран алгоритам кој што кога има вакви секвенции на ноти, може да ги порамнува некако и сега тоа за две секвенции повторно е некако прилично тривијално. Меѓутоа кога имаме многу секвенции, вака изгледа кога ќе мислам ова не се порамнети секвенциите, меѓутоа во смисла не се символите на овие секвенции овдека порамнете, меѓутоа од лева страна на ова дрво дендограм се практично нацртани според должините на гранките, нивните далечини, нивните дистанции. Или ти ако приметиме последниве две секвенции најдоле, 5 и 6, што се практично идентични, освен една буква разлика или така нешто, се со најмала должина на гранките. И тие се успешно категоризирани како една подгранка, тоа е навистина се две варијанти на една иста песна, кои што имаат тривијално малечка разлика меѓу себе. Додека овие другиве погоре, алгоритмите повторно прописно ги разграничуваат, така што овие првиве најгорни 4 се варијанта на една песна и повторно првата и четвртата од Табре Колјо, Мамин Колјо, можеме да видиме дека од нив се најблиски, а овие втората и третата се веќе еволутивно подалечни. Повторно во нивно соседство имаме туку уште една гранка, значи овие две гранки пак се некако посродни отколку оваа последнава со 5-6, што почетокот на нивната мелодија некако и го покажува. Меѓутоа, на страна тоа, постои уште една подгранка кој што имаме овдека 6 мелодии, кои што се повторно од иста варијанти на иста песна, излегла Јана Пополечином. И повторно алгоритмите ги представуваат некаква нивна, како да кажам, потенцијална генеалошка сродност, односно нивни близини, кои се најслични меѓу себе. И овие сличности, после тестирање на овие, ова е уште еден начин да се прикажат истиве работи, и овдека со една друга визуализација, која што не е толку да речам генеалошка и не се обидува потенцијално да мапира претходници, туку мапира сличности, покажани се повторно овие 12 на мелодии како ги групираат два алгоритма за филогенетска визуализација. Ово е Neighbor Joining Net, другиот е UPGMA дендограм. Меѓутоа во секој случај они визуализираат трендот ист. 5 и 6 се групирани доста подалечни, додека овие 1, 2, 3, 4 се во една гранка, а од 8 до 12 во друга. Значи, поентата на се ова ќе видиме сега понатаму и поголеми примери, меѓутоа поентата на се ова е дека ние можеме, како што расте корпусот на мелодии, да направиме некакво мапирање на нивните потенцијални сличности, дури и генеалошки врски, бидејќи некои од нив, да речам, уредно формираат фамилија на песни која што нема многу гранки, некои песни имаат многу различни мелодии, едноставно се многу диверзни. Меѓутоа во секој случај можеме да добиеме некаква таква представа што за мал број песни повторно некако е тривијално.
Меѓутоа, како што одиме понатаму со се повеќе песни, например овдека, чисто колку да се види на брзина, без да го дискутирам, ова се многу повеќе. Ова е друг корпус на црковни мелодии и народни мелодии, што ќе го подискутирам сега, само сакам да ги презентирам визуелно како растат корпусите, што ни овозможуваат алгоритмите. Значи, како што растат, стигаме овдека до некои 60 на песни, ова се сега руските песни, кои што повторно се групираат по една гранка, да речам, една песна, црковната, во друга народната. Алгоритмите конзистентно продолжуваат да ги групираат овие според сличностите и дури со музиколошкото толкување на резултатите што го имаме направено со музиколози од Институтот за фолклор Марко Цепенков и од ФМУ, резултатите, музиколошкото нивно значење е конзистентно на овие, да речам, генеалошки сличности и визуализации, што до негде и се има, беше очекувано, меѓутоа, бидејќи не е направено просто за наши податоци, за наша народна музика, и не можевме да бидеме сигурни априори, така што главниот значењето на овој резултат е првенствено дека алгоритмите успешно групираат и продолжуваат да ги групираат овие песни како што расте корпусот, дека групирањата имаат музиколошка сличност, бидејќи освен што ние ги проверивме, дел од тимот што се автори на овој труд, ќе ги кажам веднаш, тоа е Александра Кузман, Велика Стојчева Серафимовска, Драган Даутовски и Љупчо Коцарев. Значи, освен ние што ги проверивме дел од овие резултати и очекуваме нареден труд веќе во пишување, дел од нашите резултати се всушност интересни, бидејќи реплицираат дел од наоди на наши музиколози, како на Трпко Бицевски и на Сотир Голабовски, кои што имаат анализирано црковни варијанти на некои напеви, пред се на Господи во звах, и на некои други, и имаат увидено нивни сличности со некои мелодии од народните песни. И тие веќе имаат два автори наши, значи Голабовски и Бицевски, имаат некои публикации во книга и во докторат и така натаму. Меѓутоа, ние квантитативно ги валидиравме нивните квалитативни увиди, што, како да кажам, на вистина алгоритмите, групациите и сличностите, како што тие ги нудат на тие мелодиски записи, се групираат така. Практично сите од примерите што ги имаме посочено се групирани заедно, што, како да кажаме, валидација и на музиколошки резултати, а и на нашите алгоритми е некаква крос-валидација. Дел од нивните студии се од 80-ти години, од 70-ти до 90-ти години. Ова е сега и е квантитативна валидација на нивните студии, ама воедно и на тоа дека алгоритмите можат да се справат со податоците, кои што уште е некако процес на валидација, да речам, на светско ниво не се правело ова толку многу, ама во последниве десетина години работат луѓе на темата, така што ова е уште еден бранд кај што практично можеме да кажеме дека освен на ниво на интерна класификација на песни, што можевме да го видиме на првиве некои примери, па да се вратам кај што се можеби малце понавикнати гледачите на овие примери, освен некаква интерна класификација на мелодиите кои се по сличност најслични, и имаме и некаква споредба помеѓу различни типови на мелодии, што е уште еден тип на резултат, бидејќи, како да кажам, едноставно во квалитативна друга насока ги валидира дека може да се употребуваат, освен вака како една фамилија на песни да ги групира по сличност, можеме да споредуваме и народни со обредни, имаме тука и некои лазарски песни, тоа е во наредниот корпус, така што ќе стигнам сега кај него, кај што ќе може да подискутираме нешто веројатно малце повеќе околу тоа. И на крај имаме и црковни песни, и имаме резултати кај што се, нели, секако сличностите на народните со народните веќе спомнав тука се, постои сличности од народните со обредните, и обредните со црковните, и народните со црковните, и народните од Македонија со народните од Русија, и црковните од Македонија со црковните од Русија, така што
со тоа што се вика со опроштение, меѓутоа морам да направам неколку нивоа на дистинкции на што се е опфатено во овие посочувања, не е само општо споредување на народни песни што се вика. И овдека на овој графикон можете да видите дека во овој најгорнава гранка се групирани сите варијанти на лазарски песни. Тие се од 13 до 21, сите се на една гранка. Додека на долните гранки се варијантите од народните песни, ги има по име, нема да ги читам сега. И повторно овдека оваа визуализација, иако малце да речам пофлексибилно, ќе пробам вака да го направам ова за да може да се видат разликите помеѓу двете горе-доле верзии на како алгоритмите групираат. Значи, ова второво групирање neighbor joining методот што го генерира е малце по, како кажам, флексибилно лавова, меѓутоа веројатно за човеч колку полесно да се увиди дека постои најдесно една групација, тоа се лазарските песни, од кои што има две, 13 и 18. 18-ката е некако најдалечна од другиот кластер и е поблиска тука до народните песни, и тоа конкретно до овие Абре Колјо, Мамин Колјо, кои што се тука доле од 1 до 4. И понатаму тука другите две песни во некаква градација, 5-ката и 6-ката, Дафина болна легнала, се поблиски до Колјо, а посебна гранка си се овие Излегла Јана по поле, во која што повторно си има некои гранки кои што се меѓу себе послични, како 8 и 10 се една група на мелодии, 9 и 12 се повторно друга група на доста слични мелодии, и да речам во оваа втора представа нова, што се вика на прв визуелен преглед, најверојатно дел од ова е полесно да се увиди. Меѓутоа, во суштина трендот е ист како и на оваа горнава представа на работите, и на повеќето од визуализации што ги имаме направено на различните корпуси, се скоро исто нешто кажуваат, меѓутоа не секогаш, и тоа е всушност делот што овдека ние разгледуваме, кои се потенцијалните тие разлики на сличности на групирање и дали овие два алгоритма некогаш ќе ни дадат некаков увид всушност преку тоа како они различно ќе ги групираат, бидејќи некои сличности се тривијални, како вие на 5-ка и 6-ка Дафилна болна легнала, сам скоро истата песна, практично истата. Меѓутоа никогаш алгоритмите нема да ги групираат различно. Меѓутоа тие што ќе ги групираат различно, бидејќи некогаш се случува некои црковни да се поблиски до некои народни, некои обредни до некои народни и така натаму, тоа е интересно да се види, да се протолкува, бидејќи повторно овдека размислуваме дека овие алгоритми треба да се применат понатаму на илјадници примери, да се види што е интересно во голем корпус. Ова се сега мали воведни примери во анализите. Меѓутоа тоа сакам да кажам, постојат некакви артефакти на поединечните видови на алгоритми за филогенетски визуализации, например, за кластерирање, кои што се всушност информативни, мислам, може да се толкуваат корисно. Тоа вака како една до сега вовет и мала пауза да здивнам. Така, мене ми доаѓа сега едно практично прашање, односно практичната примена нова, значи јас верувам дека многу работи се уште на теоретско ниво, но секоја нова технологија или нов научен метод веројатно проектира и евентуални резултати и практична примена, така што во овој метод што користиш ти во твојата студија, кои се перспективите првин од практична примена, дали може да се користи за многу други анализи, освен нели за ова што го користиш ти, и во на музиколошка смисла кои резултатите во кој правец ни помагаат, не мене и на гледачите, но генерално на оние луѓе кои што би имале потреба од резултатите на ваква анализа. Па, ајде да пробаме вака. Првен има еден
недостаток на класификација на народната песна во Македонија општо, во смисла за делот, другите вклучувајќи на нашите соседи, што некогаш не вклучува и нас, и за некои подалечни, ама небитно колку се далечни, народности, веќе има некакви корпуси на организирани по различни принципи на систематизација народни песни. Кај нас во главном се на главните збирки како на Милодиновци, на кои да се генерално се збирките, една збирка е нивото на систематизација што имаме. Има ту таму нешто друго. Значи генерално кај нас конкретно експлицитно само за македонското подречје фали такво нешто. Малце подобра е ситуацијата со текстовите, меѓутоа со мелодиите практично или еве музиката практично не постојачко такво нешто кој на поголем корпус. Постојат на 2-3 музиколошки студии, секако постои некаква систематизација, не дека ништо не постои. Меѓутоа, како да кажам, студијата која што ние пратиме методолошки со овие алгоритми, чисто да илустрирам, користи два корпуса од отприлика 5000 песни и од Британија и од Јапонија, кои што се систематизирани и во Британија и во Јапонија веќе во книги, едната од Британија на Бронсон, кој што за секоја фамилија на песни има многу варијанти собрано, некогаш помеѓу 20 до 70, 80 варијанти со мелодии, со тексти, луѓето за сите тие ги имаат земено, кодирано вака и увиделе кои се сличности, како да кажам, и така натаму, ама сакам да кажам, кај нас постои општа фали класификација на мелодии, да речеме, така што тоа делува вака тривијално, меѓутоа ова е потенцијално еден пристап за систематизација на народната песна пред се по мелодии. И сега да не навлегуваме зашто и музиколошки и за фолклористика тоа е интересно, вака најкратко, иако тоа историски замислувале дека е добар начин за каталогизација, систематизација, архивирање на музички корпуси, тоа било тешко да се направи со многу податоци, бидејќи треба многу работа. Одеднаш сега со алгоритми и апроксимација на мелодиските записи, тоа може да се направи на вистина за огромни корпуси и да се порамнат по некаква нивна, еве потенцијално, може да се изберат различни подкритериуми, ама еве по нивна некаква сличност. И групирањата по сличност очекуваме, како што и до сега веќе имаме видено во овие резултати, а тоа не беше сигурно, така што нашите резултати до сега се пред се валидација, дали би можело за податоци од нашето поднебје да се искористат баш онака на велико, на голем корпус. И до сега сме вака начално сигурни дека може да се направи тоа. Така што организацијата или систематизацијата, подредувањето на мелодиите е едно нешто што може да се направи. Овдека има најверојатно грешно вртам, да. Има еден приказ што нема многу да значи секако вака ако го видите. Меѓутоа, по ова подредување, како што сме ги внесле мелодиите по сличности, дава, мислам, визуелно е очигледно дека некои според овие црвениве, да речем, флеки, кај што се најблиските мелодии околу центарот, околу диагоналата, дава увид за дека како што сме ги внесувале песните, да речеме, од една фамилија, има сличности во тие неколку мелодии. Овдека не е представено тоа, има можност овие да се реподредат и да се подредат така што сите се по некаква оска на сличност, сите мелодии меѓу себе, како да кажам, да се најблиските меѓу себе. Сега тука не знам дали е тоа вака опипливо воопшто, меѓутоа еве да кажеме како што по азбучен редослед може да подредуваме наслови на песни, би можело да подредуваме мелодии. И тоа е, да речеме, потенцијално едно корисно нешто вака за музиколози и за етномузиколози, и нешто кое што за неколку етномузиколошки региони, неколку, да речем, истражувачи имаат такви истражувања направено и, како да кажам, се интересни, меѓутоа, како што кажав, не биле баш лесно пристапни тие работи. Генерално класификации се правени пред се по
по првиот стих, а азбучно некако по првиот стих, понатаму тематски, понатаму по некои системи за подредување од фолклористика на приказни и некои своји системи, така што сите се во однос на музичкиот материјал произволни, како да кажам. Ова е содржинско, на самиот музички материјал би можело да се направи подредување. Затоа, ајде, не е за генералната публика и не е многу интересно, меѓутоа музиколошки тоа и фолклористички тоа е некакво решавање на проблеми и на наоѓање на блиски нешта, на слични песни, на варијанти на песни, меѓутоа и онакво на наоѓање на трендови на еволуција помеѓу песни, помеѓу фамилии на песни, помеѓу различни жанрови, како црковни, напевни, народни и така натаму и така натаму. И сега, бидејќи кај народните и црковните песни таа сличност покажува, да речеме, потекло, покажува развој на песната, ми дојде едно спонтано прашање, бидејќи алгоритмов препознава поклопување, препознава сличности, дали би можел да најде примера, например, во анализа на модерни мелодии, за да се детектираат евентуални плагиати? Апсолутно тоа и е направено. Севиќ, авторот кој што е за оваков тип на анализи од фолклористика, инспирација на нашиве анализи, веќе има трудови, неколку, вклучувајќи неколку баш познати примери на песни. Ќе пробам да се сетам на некоја, ама не ми текнуваат на вистина имињата на песни. Има секако примери на такви песни, има анализи кои што се направени. Таа дури би можел да отворам труд околу тоа веројатно би било интересно, ќе пробам да го направам на брзина. Од Севиќ, за да видиме пример за како е тоа искористено и вон фолклористика, извини сега дур. Нема проблем. Барам. И по убавината на подкастите тоа што не мора да бидеме тука сега здравени и господини ово и господини оно, значи ваквите работи ги донесува слободата на медиумот. Еве. Дефинитивно. Јас мојата работа малку да си ја испромовирам, затоа што слободата многу пати овде се дискутира не е да се однесуваме уличарски, нели, на подкастиве, туку баш тоа, да бидеме малку опуштени во работата како ја правиме, значи дека не е се како што би било во една емисија на телевизија со режија и со веќе подготвени работи. Ке си ги најдеш, ке ги покажеш, луѓето имаат трпение, сите оние кои што, нели, моментално го гледаат ова, ќе бидат заинтересирани. Не се гледа новиот PDF? Не, треба да го исплачиш предходниот, stop sharing треба да направиш и после на новиот да направиш sharing. Значи во самиот Skype тоа ти е. Да. Така. И сега. Сега. Значи, еве го трудот на Петрик Севиќ и уште неколку други кои што практично тоа го прави што го спомнавме до сега. И пошто има тука дел од песните, да, значи на The Chiffons, He's So Fine и на George Harrison, My Sweet Lord, две порамнувања кои што дел се направени рачно на мелодиските секвенци и вториот дел кај што се направени порамнувањата врз претворени мелодии во секвенции од букви и порамнати како секвенции од букви. Така што има, како да кажам, два начини да се визуализира оваа сличност и ние практично со нашиот пристап секогаш на некаква апроксимација на мелодијата работиме, значи секако ги нема сите информации од нотниот запис, бидејќи секвенција на букви е само висината на нотите. Нема ни должини на ноти, ни ритмика, ни така натаму. Меѓутоа, делот, всушност, убавината на тоа е дека може да се пронајдат резултати без разлика на, како да кажам, на комплексноста, на вистинското нешто. Делот сличностите, ако постојат, ако ги улови алгоритмот, генерално се тука. Значи има уште неколку тука, Bee Gees, Ronald Hill, и да, листа на уште неколку, така што
Така што да, се има потрудено Петрик Севич, генерално е кул истражувач. Така, така. Кажи Форел ми, кои се Blurred исти... Lines, Marvin Gaye's Gotta Give It Up, бла бла. Така што да, е употребувано така и може да се употребува на неколку различни начини всушност. Едно е вакво како за групирање на песни во некоја фамилија на сличности, друго е за барање вака на разлики и така. Како да кажам, може да се замислат различни теоретски начини или различни хипотези кон кои што овие алгоритми би можеле да допринесат или со решавање или со некакво, како да кажам, податоци кои што може да се искористат. Ние во суштина резултатите од овдека не ги рачунаме како нешто конечно, туку како еден слој на информации за податоците, за музиката, за музичките записи, кои што може да бидат информативни. И до сега сите тие работи што ние ги имаме видено, на вистина, како да кажам, се репрезентативни на музиката во записите и на вистина се информативни резултатите. Кои се институциите кои што се вклучени во оваа работа, значи кои се институции кои што имаат и корис и интерес за твоја работа? Претпоставувам институт за етнологија, како што спомна Преска. Во основа таков тип на институции, ќе пробувам да сменам, се смени повторно, да. Како се вика, факултет за музичка уметност, потенцијално разни применети фолклористи од типот повторно на институција танец или ти на други кои што во дел од настапите им треба, условно кажано, би им било интересно или корисно, или ти еве само како кажам без функционално музичка примена може да проверат и да се осигураат за некои работи, за некои сличности кои што ги интересираат, или може да го направат тоа и онака, како да кажам, ако сакаат да направат сплет од две песни, па да видат на еднава песна што сакаат да одсвират, која друга најслична или неколку такви најслични од ала Music Recommendation, YouTube ти текнува кои се најблиски, па да видиш на која наредна да одиш. Можам да замислам дека на луѓе како танец или такви некои ансамбли би им било корисно, меѓутоа ја мислам дека главната примена во вакви институции кои што имаат поголем материјал, кој што може да се организира на некој начин, кој ќе видиш низ литературата во светската фолклористика за народна песна се уште и покрај неколку векови на обиди имаат проблем со класификација на народни песни. Литература горе-доле за многу работи имаат неколку системи кои што ги користелат, типови на приказни мотиви во приказни etc. У фолклористика на народни песни излегува дека многу од тие обиди за класификација се тешки поради специфичноста на народите, на народностите и дека една генерална шема е тешко за сите да се направи секако. Меѓутоа, дури и за вака многу слични народи, како нашиот српскиот, бугарски, грчки, албански, повторно содржината на фолклорот си бара некои локални работи, така што во кратко малце од тоа заокружено и во светов и кај нас и на некој начин ја мислам дека пред се институционално и теоретски конечно се овозможува да без разлика сакам да кажам колку е точна шемата за класификација, меѓутоа се овозможува да се примени некаква ептен, како да кажам, принципиелна, бидејќи алгоритамска шема за класифицирање врз огромен корпус на материјали и да се добие систематизација која што до тогаш практично човечки била невозможна, бидејќи ние збориме овдека за десетици илјади песни, некогаш стотици илјади песни во овие институции.
тоа на кое што ја го правам и ќе продолжам да го правам и може да се направи и ќе биде секако направено до негде, како да кажем, од мојата работа е на објавените материјали. Значи на тие што се објавени во зборници како на Миладиновци, не знам, на Фирфов, Хаџиманов, etc. Не да речам неколку илјади песни секако постојат во литературата, не е толку тешко да пристапиш да видиш, ни тие не се систематизирани, ама тоа се работи некако од што се вика од горе доле мене низ неколку години да е Боже со некаква помош. Меѓутоа кога збориме за содржината на Институтот за фолклор или на други некои институти светски, тоа е работа која што тие луѓе не можат да дособерат тим за рачно да го организираат материјалот, ме разбираш. Така што со таква перспектива на големи корпуси, таму е ова интересно. И практично тоа што е интересно е што многу од работите што ги имаат, како да кажам, не се знае што се има што е блиску на друго, што би го класифицирал како ова, и обично анализите од такви архиви се на нормално едноставно, бидејќи таква е принципот на човечката работа, се на мало ограничен број примери, кои што се обично десетици, ретко околу некои збирки, некој да речеме ќе земе од еден географски регион или од едно нешто така поспецифично, па да организира нешто, ама скоро никогаш тематски не се случува тоа, освен можеби во епските народни песни, Марко Крале и сите тие, таму има некаква таква организација. Ама просто кажано сето тоа е нелимитиран број на примери и повеќе е proof of principle, исто како нашава студија до сега. Мислам тоа што го правело луѓето рачно. Така што да, мислам, како да кажам, и институционална и на ниво на корпус има потреба. Вака за некој мал број примери, сето тоа е интересно, ама не би рекол дека е толку многу корисно. Бидејќи музиката е нешто трансцендентално, додека текстовите на песните се сврзани со јазикот и со локалното подрачје, музиката е малце трансцендентална во однос на ваквите бариери. Дали овој метод може да ни послужи и да видиме како музиката ги надминува, да речеме, етничките, националните, јазичните бариери и да се најде слична мелодија и во, например, ги спомнанели три различни јазици како што се албанскиот, македонскиот и грчкиот, да на ниво на музика, на ниво на мелодија да покажуваат сличности. Дефинитивно може, и тоа е веројатно една од работите кон кои што да речам оригиналните етномузиколошки и фолклористички анализи се стремеле да можат да стигнат да покажат такви работи. Дел од анализи на луѓе како на Бела Барток имаат покажано вакви сличности, кај што буквално ова што сега го правиме ние дигитално, го имаат направено рачно со мелодии во книгата Јужнословенски фолклор чином на Барток. Може да се најде еден таков приказ на неколку песни кои што се на десетина, да речем, можеби повеќе беа, мелодии кои што постојат и на Балканот, во Унгарија, Северна Европа, буквално онака доста широк европски географски регион, што вклучуваше и македонска, и српска, и албанска верзија, мислам. Така што он буквално со, да речем, со аналогната варијанта на истиот овој процес на порамнување на мелодии по секвенци, има покажано вакво нешто што го прашуваш ти. Веројатно и за ова може да не се случи нешто со камерата. Не се врт. Како се вика, веројатно и за ова можам да проверам онлайн дали ќе го повторно да најдам нешто да го видиме, ама и пред тоа онлайн да отворам уште еден друг документ за да видиме како изгледаат порамнувањата на мелодии што ги правеле како се вика други музиколошки истражувачи.
На Океј. На крајот на трудот има линкови до два фајла кај што ги има мелограмите или нотните записи што се искористени и што се вика може луѓе да си проверат, истражувајќи ама и кои се всушност песните што се употребени. Можеме линковите да ги ставиме во описот на видеото, па луѓето да ги кликнат таму и да се отворат. Да, може тоа секако, кратки линкови се, како кажам, читки се, дури може да се прекуцаат. Ајде првин вака кај што е поочигледно што имаат направено русите за народна песна, ова се некои 12 варијанти на една народна песна и ова е таква порамнителна анализа кај што, да речеме, има видливо е некако 3 класи на песни, овие првиве 4, вториве 5 и уште ова е всушност една што има повеќе вакви. Како да кажам, видливо е дека си имаат некакви сличности. Сега нема да навлегувам во објаснувањето, ова е вториот дел од таа порамнителна анализа на народни песни. Високо сокол летаат и варијанти на таков наслов. А ова наредното нешто е иста таква порамнителна анализа на 4 црковни песни од Русија, една од нотен запис, другите од некакви аудиозаписи што се дешифрирани. И да зумираме малце поочигледно да биде, речеме овој горен дел се еден дел од мелодијата, односно 4 мелодии, генерално се порамнати вака и повторно понатаму мелодијата и така натаму и така натаму и така натаму. Такво нешто ние немаме за македонските песни во овој труд. Имаме за некои од црковните всушност такво нешто, ама не за народните. Не за сите црковни, дел се само објавени, како да кажем вака како мелодии, тие што се поскоро објавени од Коџабашија и Шулајкова, меѓутоа од Сотир Голабовски овие се дадени паралелно неколку такви верзии на пеењето, на напевот на Господи возвах. Овдека сега го гледаме руското пеење, кое што е дешифрирано од Успенски. Понатаму Голабовски го има искористено и бугарското пеење, дешифрирано од Димов. Има тој дешифрирано пеење, македонско пеење од Струга, од Дионис Поповски, чинам беше. Еве го тоа, значи да, и има уште некое од некои други и овие се практично црковни варијанти на црковниот напев на истата песна. Имаше и српско, не знам зашто не го видов тука, може би не е тука ставено веројатно или ја го пропуштив. Како и да, поентата да одговорам на прашањето, всушност за црковниот напев имаме таква музиколошка анализа, која што ги користи на певите од рускиот, бугарскиот, македонскиот и така натаму варијанта на песната. И анализите, тоест резултатите што ги добиваме, се слични на тоа што авторот Сотир Голабовски има увидено со негова квалитативна музиколошка анализа. Сега ќе се вратам повторно таму кај се види кај групирањата на црковните и на народните. И овдека, например, во оваа гранка најгоре што може да ја видиме, можеме да видиме дека има колку се 5 верзии на првиот глас на Господи возвах. Има и втор глас на Господи возвах. Ќе споменам и за тоа малце понатаму, меѓутоа во секој случај алгоритмите успешно ги групираат трите верзии на гласот што се објавени од Сотир Голабовски, а понатаму и ги групираат заедно двете верзии на првиот глас што се објавени што се направени условно кажано од македонски дејци од 19 век, Стојменовиќ и Шахпаски, а ги имаат дешифрирано сега Коџабашија и Шулајкова.
Меѓутоа сите тие се варијанти на првиот глас и алгоритмите од кај два автора и ги групираат заедно варијантите од првиот глас. Сега првиот глас од руското пеење тука негде е во близина, меѓутоа не е баш во истата групација веднаш. Меѓу нив блиско е оваа верзија на народната песна Ајде величе дома да си одима, па дури после по близина доаѓа руското пеење на првиот глас на Господи возвах. Така што со ова на некој начин не за народните песни, ама за црковните напеви и нивните варијанти кои што се кај различни народности, прилично сигурно имаме таква варијанта кај што ги групираат заедно, а прават и дистинкција помеѓу нив. Значи, како да кажам, не ги групираат произволно, можеме да видиме кои се разликите и сега тука може да се дотолкува ова и дел од тоа и ќе направам, ама сакам да споменам уште нешто. Имаме и втор глас од Господи возвах, повторно објавен од Стојменовиќ, тоест направен од Стојменовиќ и Шахпаски запишан, објавен од Коџа Башија. Овдека негде подоле околу 50-48, кај што ја гледаме една од најмалите разлики во напеви, некаде централно, да речеме, не знам дали се гледа курсоров, веројатно Да, да, се гледа. Не можам да селектирам на слика. Да. Ама посебно е групиран вториот глас на Господи возвах, иако повторно он е тука како дел од една групација која што го групира пошироко со првиот глас, ама не е заедно со нив, туку скрос одделно. Измеѓу има две верзии на Господи возвах првиот глас објавени од Трпко Бицевски па сега, кој што ги објавил за да споредува со народните песни, и тие се скратени, не ги користел целосно нотните записи, туку ако речам Господи возвах, карикирам, имам 3-40 ноти, он ги искористил првите 15 ноти, бидејќи доволно се, таму е сличноста со народната песна. И сега тие, бидејќи се пократки по број на ноти, не се групираат заедно со првава групација кои што се доста подолги, ама се ако се погледне во рамки на една голема заедничка гранка. Ама што е интересно е тоа што алгоритмите ги групираат така, како што Трпко Бицевски увидел дека има некакви групации. Он освен за Господи возвах и за уште неколку други песни од така наречениот осмогласник, увидел дека има блискости со некои народни песни, и баш онака народни и обредните народни од лазарските песни. Така што нашите резултати ги валидираат и неговите увиди за сличноста со народните песни, со обредните лазарски песни, а и за сличностите меѓу себе на гласовите, бидејќи можете да видите овдека, например, слава Отца и хвалите Бога, тие се многу слични на себе, не се групирани заедно со првиот глас од Господи возвах, ами со народниве песни Бележил јунак бележил, појдело е лудо на ладна мејана и повторно со уште една варијанта на Достојно ест. Така што, како да кажам, си имаат некои интерни, тие се на една гранка, си имаат некои интерни сличности кои што ги како да кажам, се ловат меѓу себе тие што се најблиски, на приказот се увидно, мислам, репрезентативно дадење на музиколошкото толкување. Ама и интересно е тоа што, како кажам, алгоритмите не знаеа што Трпко Бицевски кажал и Сотир Голабовски кажале за црковни, народни, црковни, ги групира репрезентативно на нивните наоди, што е, како да кажам, интересно и кажува дека може да биде корисно и за големи корпуси на податоци, како што и план понатаму да направиме, и кога би завршила работата секако први на македонските корпуси, де факто е план минимум уште еден корпус да се употреби и од подалечна земја, за сега размислувам за Ирска, а понатаму и од поблиска земја. Поблиските, како да кажам, условно кажано, не би биле толку информативни за почеток, ама на далекорочно би требало со сите да ги мапираме сличностите. Така што, дај Боже, како да кажам, и дел од овие трудови да подбутнат таква организација, бидејќи секако само од наша страна тешко е да се заврши сета таа работа.
Овде, додека го објаснуваш ова, ми дојде една идеја дека всушност тука се покажува дека црковната музика црпи инспирација од она што значи народна музика и дека всушност духовната црковната музика е израз на поднебието во кое што се создава. Буквално така. И многу пати сум го кажувал овој пример не знам, еве Господи возвах или Кирие Лейсон се христијанска музика и додека оние црнечките соул песни во не знам во Арканзас или во Мисисипи таму во Америка што ги пеат и тие се израз на истата христијанска мисла, а се комплетно различни. Затоа што се израз на една друга народна култура, така. Така, друга заедница и тоа е, знаеш, тоа што го спомнував претходно, тоа е дел од тоа општо присутна специфика на некои народности, зашто прави и тешко да се некако класифицираат некои работи. И генерално до сега класификациите биле секогаш во суштина така, ама се малце понепосредни од содржината, од некакво толкување, од некаква друга, како да кажам, категоризација направена врз содржината, се класификациите на материјалот една таква природа. Ама да, мислам, дефинитивно важи тоа што го кажа и такво нешто имаат и претходно увидено фолклористи за различни типови на фолклор, освен сега народниве песни, мелодии, секакви приказни и така натаму има други варијанти што го ги анализирала. И сам, знаеш, на крајот на денот, мислам, можам првин всушност тај да референцирачот во мене да го спомна, ајде сега, еден руски автор, кој што сега не ми текнува како се вика, меѓутоа има убаво анализирано наука за музика во записи од антика до модерно време и практично ова сега ти што го кажа е опипано музиколошки низ историја пред се на, би рекол, балканска музика, која што била првин тоа во домен на античка, па во византиска, па после тоа некако и црковната тука си доаѓа на велико. Ама во суштина увидот негов е дека народната песна, народната мелодија била секако и свесна инспирација за дел од црковните напеви, има записи од црковни отци кои што го кажуваат тоа. И иако црковните, како да кажам, отци у разни собири и публикации се против народната ласцивна песна и така натаму, генерално народот тој што ја пее и црковната и народната, луѓето што народот оди на црковни собири и ги пее песните и народот што ги користи во, како да кажам, тоа што му лежи во напевот во црквата полека ќе влезе и што се вика и да сакаме и да не ќеме. И обратно, дел од црковните напеви се искористени во народните песни со тек на време, бидејќи многу луѓе пееле во црковни хорови, па има во некои збирки народни религиозни песни, не се на црковни, ама се за религиозни теми, за не знам, за светци, за Исус и така натаму, и многу од тие се веќе свесни сме по модел, мелодискиот модел на овој осмогласник од црковната песна. Така, мене ми е многу мило што во овој подкаст всушност покажуваме дека во Македонија има луѓе кои што се зафаќаат со сериозна работа, со сериозни научни истражувања, без претенциозно наметнување дека сега тука треба да се докаже некаква супериорност или добрина, туку ова е класичен научен метод. И сега би сакал да те прашам за личниот момент. Што те инспирираше да го работиш ова? Која е сатисфакцијата? Дали народски кажано има леп во ова или е чисто ентузијазам? Работам докторат и некако сама се намести темата да биде оваа, бидејќи јас го почнав докторатот
повторно со биоинформатички методи, тоа ми мина позадината, делот позадината што не ја спомнавме, имам магистратура во биоинформатика и просто нели се обидував, сакав да продолжам во таа тема да специјализирам. Меѓутоа првата варијанта на какви податоци ќе беа применувани ваков тип на алгоритми беа од медицина, од шизофренија. Меѓутоа некако има проект кој што Ману го имаат со америчкиот National Institute of Health, не е битно сега, меѓутоа некако по пат, чекајќи податоци, се обидовме да видиме што би можело ние сами за побрзо и од неколку возможни теми што јас сакав, што некако ми биле интересни, што вклучува генерално анализа или на музика, или на говор, или на јазик на некој начин, компјутационо очигледно, некако ваа се намести како најтемата во моментот и ради репрезентативноста на трудовите што не инспирира, меѓутоа и поради 2-3 повторно локални, етнолошки, народни моменти, како фактот дека всушност имаме доста неорганизирани архиви, не знам дали си свесен, меѓутоа генерално имаше лани мала или преклани веќе, ама сега мала публикација од на Хаџиманов архивот на тажачките песни, дел од тажачките песни што се снимани околу Скопскиот земјотрес од Васил Хаџиманов, од се во архивот на Ману и се објави книга за тоа од Институтот за македонски јазик, чинам, и така натаму, така што тоа е еден мал пресек од веројатно 200-300, а архивот во Ману има околу 8000 песни од Хаџиманов. 8000 нотни записи секако, а има и многу ленти кои што некои соодветствуваат со нотните записи. Не знам точно да кажам сега околу тој дел, меѓутоа веројатно ни они не знаат точно да кажат, тоа е целата работа. И има и ред други вакви, значи како што кажав, публикации etc, така што заради таков тип на моментална состојба и можност да се направи нешто со тој материјал, некако со менторот Коцарев избравме оваа насока и, како да кажам, не беше нешто веднаш од прва, меѓутоа од друга страна е нешто што мене ме интересирало претходно на различни начини и конкретно во народната песна со варијантите на народните песни пред на текстовите, бидејќи сум приметувал разлики. Меѓутоа и поради тоа што, како се вика, круша под круша паѓа, па татко ми го интересирало за од Лешок Тетовско полог за народните песни од таму како Сардиса Лешочкиот манастир, Распитата планина, разликите во нив и всушност историските неточности во некои од разликите, бидејќи невозможни се некои настани во песните што се испеани, да не навлегувам сега во тоа, меѓутоа некако кога ќе видиш, некако ја имам во позадина и конкретно кон народна песна вакво некаква работа, интерес, бидејќи има некаква публикација од претходно, ама би спомнал дека има всушност интерес за вакво условно кажано порамнување на мелодии, да ги видиме пак порамнети. Од мојата диџејска кариера, бидејќи со електронска музика имам и пуштана музика и снимано многу миксови и всушност некако барањето на вакви сличности што би се порамнило добро, сега овдека збориме за некакви варијанти на песни, тоа е скоро истата мелодија условно. Меѓутоа, ако имаме многу различни песни кои како би се подредила и споиле една со друга, што си оди со што се викат, не толку нотно колку музиколошки, ми е нешто што практично сум го правил, како ти кажам, од многу долго време, од пред дигиталното време, од кога требаше да земеме плочи, да земеш да ги ставиш на 2 грамофона, да ги наместиш на точна брзина и точно да идат долго време без да како да кажам, да скокне од ритмиката. Така што ја имам и таква некаква практична позадина во севова, така што долго време си тлеел тој интерес како би можело музика да се представи символички и да се анализира со алгоритми, сличности во музика, поклопување или еве да се бара што би одговарало едно на друго. Овие условно барање на идентитети или големи сличности
имаат ваква примена во народната песна, меѓутоа би можело и има некакви такви примери на како се користат овие алгоритми за други барања, всушност за онакво query by humming или ти барање на песна по свиркање, што го има сега, не знам, на YouTube, на пуно сервиси. Барем на некој од нив, алгоритмот што ја бара мелодијата е ваков алгоритам, што од свиркањето пред това добива ваква секвенца и во нивната база од секвенции од мелодии пробува да ја најде на вакво символичко ниво, така што, како да кажам, има начини во новоа зашто човек би го интересирал и како би применил ваков тип на музичка сличност. Ова е сега една варијанта од неј, зашто е на многу символичко ниво и многу не жанровски толку колку онакво како се вика тоа ниш, како мал домен на специализација во народни песни кои што се предса монофони, значи немаат полифонија. Тоа ги прави лесни за анализа со вакви алгоритми. Ако има полифонија како да речеме стандардна поп песна и во симфонија и така натаму, не е разработена методологија за со овие алгоритми да ги анализираш. Не е дека е невозможно, туку се комплицира работата и тешко е да може да тврдиш нешто. Така, јас мислам дека со ова направивме еден убав опсек на твојата работа. Дали би сакал нешто да додадеш? Јас мислам дека горе-долу јас ги исцрпев моите прашања, она што е интересно тука. Оставаме секако простор да се видиме и во некоја друга прилика, нели? Сакам да споменам, мислам дека не споменав ништо повеќе за вие, како да кажам, споените резултати на сите македонски песни и на македонските со руските. Овдека, добро би требало да се гледа генерално, што се вика и легендата, не сега не е толку не е толку добро. Како се вика, тоа што можеме овдека да видиме со боите на некој начин е очигледно. Ќе почнеме од овие најдолните, кај што практично сите лазарски песни со оваа пурпурна боја се групирани на една гранка и тие се групирани заедно со две народни кои што им се слични на себе. После тука имаме две гранки од скоро конзистентно народни песни, кои што се дадени од разни варијанти од автори. Жолтиве се нашите од фамилиите, портакаловите се од Трпко Бицевски, за да се споредуваат со црковните и така натаму. Ама поентата на коментарот ми имаме две гранки кои што се практично целосно народни и тука горе се црковните, зелените од различни автори, помешани некако со дел од овие народниве, овие портокаловиве, и повторно една лазарска и уште неколку тука. Што можеме да приметиме овдека на овие горниве гранки, да речеме на црковните, тоа е интересното. Овие портокаловите се практично тие примери што Трпко Бицевски ги дал дека се слични со црковните. И тие овдека видливо преку бојата, како да кажам, дека не се групирале со другиве народни, туку горе со црковните. Делот до што го коментирав за, како се вика, за варијантите на првиот глас, овдека според нијансите на зелените бои, гледаме дека од 3 автора публикации различни, првиот глас се групира заедно. Повторно тука има некои сличности со народните и една лазарска, како што и Трпко Бицевски не има кажано. И овдека сега интересно што овдека во оваа приказна графика, оваа 45-ка е всушност руската мелодија, ако не грешам, и таа е тука скокнува од овие мелодииве црковни групацијата, малце поблиска е со овие народниве. И сега ќе го прикажам приказот кај што ги групираме заедно со народните од Русија и таа варијанта ќе си се групира сега 45-ката заедно со народните, тоа со црковните, пардон, од Русија, што на некој начин логички највеќе соодветствува. Иако овие како му доаѓа тоа, цијан варијанти на бои од 57 до 60 се руските црковни мелодии, тие си се групирани од две на себе поблиски, со нив се групирала и едната верзија на Господи возвах, таа регионалното пеење од Русија. Тука се во близина и другите со кои што таа е слична, меѓутоа ета
како да кажам, така си се групирала. Народната песна вдека од Русија малце лево еден кластер од 57 до 56 е групирана со, како се вика, со нашите црковни песни всушност. Блиска до вториот глас на Господи возвах и некој краток глас на Господи возвах, 39-ката не ми текнува точно чифа, а тука во соседство се повторно уште дел од тие црковни и народни кои што ги дал Бицевски за споредување. Меѓутоа народната од Русија, значи, оди тука во близина со дел од нашите црковни. И тоа е сега посебна приказна за музиколошка анализа, која што ние во овој труд не ја правиме, и ќе има нареден труд кај што оваквите музиколошки сличности ќе бидат дискутирани, меѓутоа сакам да кажам глобалната слика овдека всушност ни дава еден конзистентен тренд. Што е тоа? Дека народните песни што се фамилии цело време се групираат како најслични меѓу себе, не се менува тоа. Лазарските, обредните, повторно, практично сите се групираат со себе како најслични. Тие примери од народните што Трпко Бицевски не ги дава за споредби со црковните, повеќето од нив се конзистентно групирани. Во некои од овие верзии на прикази има мали разлики, сега нема да навлегувам тука да ги барам, да ги покажувам, и како да кажам, може да се дотолкува тоа некако, меѓутоа општо и по боите може да приметите, типовите на песни си се групираат конзистентно меѓу себе, а овие некои примери што се дадени меѓу жанровите за сличност, повторно се групираат, како да кажам, ги даваат врските меѓу жанровите, меѓу обредните и народните и црковните, и дел од тие обредните и црковните. И тука што нашиот на некој начин музиколошки нов момент за да го истражуваат музиколозите е дека и црковните и народните од Русија се групираат со нашите црковни предца, што ете веројатно, како да кажам, има тек таму да се истражува, бидејќи ова се само првични резултати, како да кажам, не е ова фолклористичко истражување кое што можеби ако се погледна, како да кажем, од кога се записите, географски каде се, што се случувало тогаш, или да речеме со црковните, од кога се, со кои други песни се слични, можеби ќе биде, не знам, веднаш очигледно за некаква врска со Македонија, човек би очекувал дека дел од црковни напреди во Русија би дошле од Македонија, бидејќи многу од работите дошле тага. Меѓутоа, како да кажем, тоа не е сигурно, ама отвара таков простор кај што може да се мапираат вакви потенцијални сличности и после тоа некој што знае да ги толкува музиколошки и фолклористички би дошол и би нашол што тоа е вредно и има информација. И значи повторно на некој ваков мал пример, ова е proof of principle. Поинтересно ќе биде кога ќе се соберат неколку илјадници мелодии, ќе можеме да даеме, како да кажем, да најдеме вакви сличности што некој не би ги очекувал, што се вика што се тука содржински постојат. Така би. Ти благодарам за гостувањето. Ти благодарам на вниманието. Се надевам дека доволно разговетно ја презентирав овдека работата. Ќе споменам уште едно нешто, а тоа е дека веќе имаме направено анализа и на близини на текстови, и ваква некоја анализа што сега е за мелодиски варијанти е направена и за текстови и имаше презентација сега, ја го допишувам трудот таму и е веројатно многу поинтересно во смисла за пошироката публика, бидејќи како се вика, текстот на некој начин лесно го разбираме, мислам, записи од мелодии, освен музичари, повеќето од нас сме инертни кога го читаме записот. А кога ќе видиме варијанти во текстови, е очигледно нешто и всушност ќе си дозволам тука да направам уште еден блиц на шер на еден документ пред скроз да се одјавам како најава повеќе за веројатно некој нареден муавет, се надевам дека е во ред. Како се вика, отколку како отварање на муавет сега. Веројатно ова е тоа. Ништо чудно да утнам нешто.
Не знам кај сум. Тука сум. Ов се гледаат текстови на две песни, така? Така. Ова е со други алгоритми анализа на текстот таму на сличности на исти делници, кога делници има повеќе од, да речеме, 2-3 зборови или токени, ова е некаква сличност која што ја наоѓаме и овдека има некакво повторно кластерирање и групирање по текстуални сличности и како се вика, сакав да представам дека всушност историски дел од првите анализи во 19 век, ова е всушност на македонска песна од потекло од Дојчин војвода од Солун, ама бугарска и српска варијанта 1855 или типа конкретно за македонски песни, две варијанти на песна што ги спеала Дафина на Верковик, кои што се, ако ги погледнеме само чисто визуелно, почнуваат исто, после си имаат некои верзии, како да кажам, локални, да имаат некакви разлики, меѓутоа се варијанти на истата песна. Вакво нешто сега анализираме и како се вика, добиваме резултати кои што можат како за мелодии и за текстови да групираат по сличности, да ги најдеме кои се еднаквостите меѓу текстовите, дури и да се, да речам, разместени низ текстовите. И најверојатно тука и нема нешто толку што веднаш би било интересно за луѓе да видат, меѓутоа доволно би рекол дека ваков еден пристап, тоест преглед за да се увиди како би ги мереле и блискостите помеѓу текстовите и повторно ова е прва студија како proof of principle дека може да се прави ова, што имаме направено некој избор од песните што се во првиот труд, меѓутоа и на избор од песни во втор корпус, ама овдека не може да се види тоа лесно. Чим сме тука, ќе си додадам уште еден switch на екран. Само што сум прописнал бујнеца мој да наслови на овако. Ама сакам да кажам дека освен за мелодии, имаме направено веќе и за текстови, освен за мал број на текстови. Сега ни не ми да превју. Добро, ајде ќе идеме на како да кажам по наслов, дека ќе го изберам точниот наслов од прва. Не го избрав точниот наслов од прва. Извини за... Нема проблем. За како се вика за... Сега би требало да го изберам точниот. Ова од презентација има многу повеќе слики на кои што може да биде поочигледно всушност, како да кажам, како се наоѓаат дел од сличности, вклучувајќи кога се стихови вон редослед наоѓаме сличности. И тоа што поинтересно сакав да го кажам е дека всушност освен овие веќе познатите примери, го имаме направено анализа и на pesna.org. Не знам дали ти текнува на сајтот pesna.org, ама е многу добар сајт, може да се најдат текстови на народни песни македонски и на многу варијанти на аудиозаписи за секоја песна. За некои има на вистина многу до 50 варијанти на не знам Јовано, Јованке или така натаму. Значи, кај нив има и варијанти и користејќи го овој пристап можеме да пронајдеме дел од варијантите таму и овдека имам некои примери, како на пример на познатата Зајди од Цариевски, која што всушност има сличности со две други песни кои што се за гората само. Тие песни немаат ништо за сонцето. Можеме да ги видиме овдека од десно, можеме да видиме кои се сличностите со песната на Цариевски од лево. И да видиме дека всушност има сличности со две такви песни, а понатаму има и уште ова е малце поблиску. Ова се всушност сличностите помеѓу тие две песни само за гората меѓу себе.
И тие имаат некоја сличност, ама не се целосно слични меѓу себе. А понатаму и дека само еден стих, меѓутоа песната на Сариевски има сличности со жетварска песна Зајди, зајди, јасно сонце. Само понатаму жетварската оди понатаму за жетвата, а овдека има некаков, нели, диалог со сонцето и месечината и после тоа за гората песната. Ама, например, на некој начин станува очигледно дека ова композит од две песни. Една што е прилично очигледно варијанта, си има две варијанти песни за гората, и ги има и во други, како да кажам, збирки овие варијанти, овдека се толку во овој сајт pesna.org, ама може да се увиди дека, како што кажав, дека е инспирирана и композитна веројатно. Понатаму има некои други песни кои што се слични меѓу себе. Овдека, например, таа мотив, односно текстуална формула од жетварската е слична и со една од тие што во нашиот труд ги анализираме, Дафина болна легнала. Ама има и други, например, не знам колку сте свесни, ама, например, не си го продавај колјот чихфликот, постои во доста варијанти, обично со варијанти на имињата Илино, Лилјано, Мирјано, Милкано, ама има и, освен за Колјо, и за Ѓорѓија, и за Осман Бек се луѓе кои што ќе го продаваат, а не треба да го продаваат чифлигот, така што овдека се сега неколку од тие варијанти споредени меѓу себе, нема да ги читам и да кажувам што се, ама може, како да кажам, колку толку да се види, или барем според овие означениве текстови дека има сличности. Така што ова е всушност наредното нешто кое што го правиме, сакаме да го направиме, ја го довршувам трудот околу ова и си дозволив да го вметнам на крајот како постскрипт, нема да навлегуваме, не е објавено се уште. Меѓутоа и за тој аспект на народните песни веќе има резултати и најверојатно би биле многу по-пипливи и интересни за просечниот гледач, а и дел од овие всушност може да се направат, се направени во форма на вебсайт, кај што може човек да сурфа, да ги бара овие резултати. Затоа сакав да кажам, веројатно и презентацијски, информацијски, ова би било интересно за обичен човек, ако ништо друго, онака, како да кажем, да се прошета низ сличностите на народните песни. А секако повторно и од онаа приказна за класификација според содржина, ама не навлегуваме сега во тоа. Така што тука ќе завршам со резимето за што би збореле некогаш нареден пат. Се надевам дека наредниот пат ќе биде разговор со доктор Огнен Спировски, а не докторант, така што ова е посакување од моја страна да побрзо го заокружиш тој дел со одбраната на тезата. Огнен, те благодарам многу. Ти благодарам ја на тебе, секој добро, се гледаме како ДРО. Чао, чао. Чао.